од гимнастичката спортска школа кај нас беа на републички надпревар, да државен републички надпревар, кај што имаат освоено прво место во А лига, така да јас како градоначалник нормално на нивна иницијатива и информација дека имаат освоено таква награда, произнесив интерес да се видам со детските, да заблагодариме, да направиме една ситуација каде што би ги поддржале за понатамошното нивно развивање и вежбање во делот на Тошетач. Така да како општина мислам дека сега сме на располагање, ќе бидеме отворени за сите оние кои што носат било каков пекар и било она што значи дали на индивидуално или на колективно спортување да им даеме една поддршка. Ова е една работа кај што задолжително мора да го поддржиме, меѓутоа ние сакаме да направиме предуслови во делот на тоа што значи буџет и програма за сите спортски активности. Тоа ќе го правиме некаде во месец декември, кај што ќе направиме комисија за спорт, ќе го направиме буџетот и ќе ги распоредиме средствата во поддршка директна на спортските клубови. Значи пак ќе повторам и во оние индивидуални и колективни спортувања. Вклучувајќи нормално сега тука и гимнастиката и сите оние други спорти кои ќе ги имаме. Така да во таа програма ќе ги офатиме сите, си имаат годишна програма, ќе имаат програма кај ќе ги знаат оние средства што од општината ќе им се сигурни, а за другото нормално да се развиваат во делот на оно што значи клубови. Секој надпревар нас не е тежок како тренери, затоа што носиме деца, многу млада популација е тоа. Вежбите се малце потешки, се работи на справи, греда, партер, прескок. Они се многу дисциплинирани, слушат. Меѓутоа таму е преголема гужва, има над 120 надпреварувачки од цела Македонија, инаку надпреварот се одржа на 11 ноември во Битола и учествуваат 8 градови од Македонија со повеќе екипи, така да има малце гужва. Се обидуваме да држиме некој ред, да држиме на ниво гимнастиката како што е од светските стандарди, иако условите ни се за жал такви какви што се. Децата си покажаа знаење, успешност во вежбањето, напорните тренинзи си го покажаа тоа, многу пожртвуваност е тоа, уморни, изморени и од училиште, изморени и од одат на други активности и ова им е плюс. Значи оваа година беа повеќе сконцентрирани, беа добро истренирани, покажаа и повеќе од тоа што требаше да се покаже, затоа што конкуренцијата е таму поголема. Сепак со поголемите центри како што се Скопје, Битола, да се носиме на исто ниво, спрема тоа во какви услови работат тие, во какви услови работиме ние, ова беше голем успех за нас. Тоа го кажа и председателот Љупчо Арнудов. Кавадарци како град веќе се издигнува и се носи заедно со поуспешните градови од Македонија во гимнастиката. Сите знаеме, гимнастиката е еден специфичен, да не речам тежок, но прекрасен спорт, кој што си бара тренинг, редовен, прередовен тренинг, затоа што еден испуштен тренинг значи 10 тренинзи уназад готово крај. Децата беа упорни, се извежбаа како што треба, беа пресречни кога го добија пехарот, не да кажам неочекувано, значи се боревме со најјаките и успеавме. Го добивме пехарот, бевме пресречни сите заедно со нив. Дури мислам дека се уште не беа свесни кога го добија пехарот што се случува. Затоа што на претходните надпревари секогаш беа добри во гимнастиката 0,25, 0,10 губиш награда, значи. За толку малку, за еден чекор, за едно движење на глава, за едно движење на рака, се губе. И тука децата се, не да кажам разочарани, меѓутоа секогаш они мотивацијата им паѓа. Па, како тренери ние со Елена Каракулева се трудиме наново да дигнеме мотивацијата, да тренираат редовно, да се трудат. Оние сакат гимнастиката, а тука сме ни да ги потурниме. И се трудеа, го добија пехарот. Јас сум пресречна, исто како мојата колешка, се надевам дека така ќе продолжиме. Меѓутоа ни треба помош, поддршка од сите страни. Нашиот клуб брои членови околу 70. Од 4 годинки до 14, 16, 17, тоа се сениорки. Интересот е голем, зачудувачки да речам е тоа фактот што младиве родители на малите деца свесни се што значи гимнастиката. Како базичен спорт, како спорт што овозможува психофизички правилно да се развие тоа дете. Значи не мора да биде професионален гимнастичар. 2, 3, 4 години да тренира гимнастика, знаеме која е придобивката во психофизичкиот развој на тоа дете. Потоа може да си продолжи било каде. Има интерес, меѓутоа ни сега се бориме со термини и простор за работа. Значи не може тренинг гимнастички да се одржи со 20, со 30 деца. Најмногу 15-16 и тоа работиме 2. Толку. Ако се повеќе, ниту е тренингот добар,
ниту никако тренери сме задоволни што сме им кажале и што сме успеале да ги едуцираме децата на психофизички план. И сето тоа. Значи тука имаме малку проблем, а сме задоволни што веќе се буде свеста дека гимнастиката е спорт, да не речам според мене и многу луѓе број 1, кој што треба секое мало дете и задолжителен. Да не ги спомнам скандинавските земји кај што сме биле често пати на семинари, задолжително до 12 години задолжително гимнастика да се тренира 2 пати неделно. За било кој дете рекреативно, па после нека премине тоа сето во професионално, на професионален план. Гимнастиката одат помлади пионерки, тоа се деца до 9 години, постари пионерки до 12 години, јуниорки и сениорки. Значи тоа се граници на годинки. Кога ќе настапат они како помлади пионерки, добиват искуство да влезат во постари пионерки. Имаме А и Б лига. Б лига е и за рекреативци, и почетници, и деца кои што помалку повеќе се талентирани. Во А лига веќе влегуваат деца што навистина ги можат тие професионални гимнастички вежби да ги работат. За да направиме вакви деца, како што се они, значи малку, почнуваат од почеток. Настапуваат од нивни 6 години. Тоа се значи психолошки стрес малку за нив, малку напорно и се многу исплашени. Секој нареден надпревар се подобри и подобри. Значи за тоа мора да оде континуирано, чекор по чекор, гимнастиката од најмали нози, па како ќе се продолжи натаму. Тоа е ствар на тренинг, желбата, љубовта кон гимнастиката, упорноста, градење на самодоверба, самопочит и самоконтрола на детето. Тоа е нешто најголемата придобивка за секој дете, за да се развива како правилна личност во животот и да биде успешен.